Така е, моментално се наоѓаме во основното училиште Димитар Миладинов на избирачкото место 2813. Во овие моменти, 1 минута по 19 часот, се затвара и ова гласачка место. Предпоставувам дека потоа следи и пребројувањето на гласовите, составување на записник и тој записник потоа ќе се праќа во општинските изборни комисии. Тоа предпоставувам дека ќе биде правило и на сите изборни единица ширум републикава, значи пред неколку минути заврши оној дел од изборите кога граѓаните гласа. Секако изборниот циклус тука и не е завршен, следи оној можеби поинтересен процес на прегласување на гласовите. Општа карактеристика за овие избори дека поминаа без сериозни нарушувања, можам да кажем и вообичаени нерегуларности, карактеристични помалку или повеќе за сите минати изборни циклуси. Меѓутоа, она што е карактеристично, барем според податоците на Државната изборна комисија, до 17 часот резултатите е дека на овие избори граѓаните масовно гласа. Ние во овој моменти мораме да го напуштиме основното училиште, така налагаат правилата. Повеќе информации, повеќе вклучување гоце во едно од наредните изданија на вестите на телевизија Нова. Сандар, има ли некои проекции, некои предвидувања кога може да се очекуваат некои првични резултати, со оглед дека сега технологијата е многу унапредена и веднаш членовите на избирачките одбори ги информираат и членовите на Државната изборна комисија, но и тие што се од партиите, своите партии за тоа какви се резултатите. Има ли некаква проекција кога може да очекуваме некои првични резултати? Гоце, неблагодарно е да се даваат такви прогнози, меѓутоа, како што кажи ти, целата процедура е усовршена, така што претпоставувам дека на избирачките места, избирачките одбори ќе добијат едноставно на брзина. Како што кажав, записниците со пребројуваните гласови, ново избирачко место во овој момент почнува пребројувањето на гласовите, тие се однесуваат во записниците кои потоа се испраќаат во општинските изборни комисии. Предпоставка е дека за неколку часа од сега ќе можеме да ги имаме ние први неофицијални резултати од овие парламентарни избори. Секако за оние официјалните ќе треба да почекаме да ги видиме пресконференциите на Државната изборна комисија. Како и да е, не е нереално да се очекува дека првичните неофицијални резултати, за разлика од минатите изборни циклуси, ќе ги имаме за пократко време. Александар, останува да ги почекаме да си ја завршат до крај членовите на избирачките одбори својата работа. Избирачките места беа сите отворени точно во 7 часот. Процесот помина мирно во фер и демократска атмосфера. Останува да се пребројат гласовите и да видиме кој е победник на овие четврти поред предвремени парламентарни избори, 9-ти од независноста на државата. Ти благодарам за ова твое вклучување. Те очекуваме во текот на вечерта со нови вклучувања и нови информации од терен. Спомена колегата Александар Видиновски дека една од главните карактеристики на овие избори е големата излезност. Според последните податоци што ги објави Државната изборна комисија, излезноста до 17 часот надминува 60%, што е еден од рекордите во независна Македонија. Анита, ти ќе бидеш во аналитичкиот центар на телевизија Нова, имаме предвидено многу графички прикази. Не знам точно дали е ова рекорд, но сигурно е еден од најголемите излезности од независноста, можеби тука е некаде со референдумот. Сега видов последните информации дека во Охрид, например, излезноста до 17 часот била над 74%, што е навистина фантастична бројка. Има и уште поголема бројка, која што ја себе во овие моменти ја гледам, аналитички центар на телевизија Нова ми испраќа податоци постојано. Гевгелија 72,39, Дојран 71,2 од 100 до 17 часот, значи има уште 2 часа. Дека нашите граѓани обично поплан излегуваат на гласање последните час-два, сигурно се овие бројки над 80 човек. Така, ќе одат и нагоре. Така да во секој случај, според она што јас овде го имам за сега, ова е најголема излезност, барем што се однесува до изборите изминати 2011-2014 година, во сите изборни единици од 1 до 6, во овие моменти, според информациите кои што сме ги имале до 17, веќе е надмината излезноста да би најголема е ова. Анита, знам дека шеска традиционално е најслаба. Да, според овие информации 67,15% според последното одработено е во изборната единица 4. Таму е битката меѓу Заев и Груевски, па веројатно се бира премиер на Македонија, па веројатно поради тоа и граѓаните толку масовно излегува. Она што е интересно е дека ги послуша апелите и ВМРО, ДПМН и СДСМ само упатува апели масовно да се излезе и да се гласа. Има различни визии за Македонија, да видиме
која ќе победи за само неколку часа. Ќе биде многу интересно пребројувањето на гласовите со оглед на фактот дека ете се работи за голема излезност, а телевизија Нова подготви комплетен графички приказ. Ќе се обидеме да им олесниме на нашите гледачи како тоа изгледа, ќе се обидеме и со наш модел да израчунаме колку гласовите носат пратеници во оние моменти кога ќе можеме тоа да го направиме. Се надеваме некаде после 21 часот веќе ќе сме во можност. Ќе имаме и комплетен графички приказ од изборна единица во изборна единица, од град во град, во секој момент да видиме каква е ситуацијата, како напредуваат. Ќе ги користиме нормално официјалните податоци од Државната изборна комисија, но секако ќе ги користиме и неофицијалните информации од партиите кои што ќе имаат пресконференции постојано. Да, Анита Михајлова Видимлиски во Државната изборна комисија ќе вклучиме нешто подоцна. Сега ми јавуваат дека првата пресконференција партиите во овие моменти ја закажуваат, а Социјалдемократскиот сојуз се вклучуваме во живо. Кажете кога ќе сте спремни? Ајде. Сакале да искористиме оваа прилика да им изразиме голема благодарност на граѓаните на Македонија за големата излезност и за огромниот број на граѓани кои што излегоа да гласаат. Граѓаните на Македонија покажаа дека ја сакаат Македонија, дека сакаат промени во државата и дека сакаат живот во Македонија. Исто така, мораме да констатираме дека за жал одредени стари навики на одредени групации блиски до власта продолжија и понатака. Навики кои што се обидоа да ги спречат граѓаните слободно да го изразат својот глас. Но исто така, знаеме дека тие не се доволни за граѓаните на Македонија слободно да можат да изразат својата волја. И благодарам, повелете кога имате прашање. Повелете. Мислам дека тоа што кажав претходно е првата оценка за декот на изборите. Да почекаме со дополнителни извештаи до крајот на денот. Ќе видиме. Знаете, за 2-3 часа сега ќе видиме. Добро, фала ви, ако нема други прашања, да? Исто тоа. Ја погледнавме првата пресконференција на Дамјан Манчевски, подпредседателот на СДСМ, беше штура од прилика, но она што е важно е да се нагласи дека ја поздравија големата излезност на гласачите, но оставија простор повторно да ги проблематизираат изборите. Очигледно ќе зависи од резултатот. Во секој случај ќе биде интересно вечер, овие неколку часа, барем до полноќ. Ние ќе имаме постојано вклучување гоце и од партиските пресконференции, но и од Државната изборна комисија. Нашите екипи се веќе таму. Во овие моменти треба да го имам Михајло Видимлиски во живо. Михајло, има ли некој податок? Се затворија гласачките места, 19 часот измина. Се очекува конечната бројка за излезност на овие избори. Кои се информациите кои што ти ги имаш? Анита, практично последните информации што ги имаме по пресекот кој што Државната изборна комисија го направи во 18 часот за излезноста до 17 часот, 60,42% гласале на територијата на Република Македонија. Тоа е последниот апдејт што го направи Државната изборна комисија на својата веб страница и понатаму најголема излезноста во четвртата изборна единица 67,1%, најмала е во шеската 46,8%. Од Државната изборна комисија исто така информираа дека пристигнале 335 приговори на нивна адреса, а тоа се однесувало на лица кои што не ги имало во избирачкиот список. Од тие приговори кои што Државната изборна комисија до тој момент ги имаше разгледано, биле одбиени со образложение дека тие гласачи биле во една спорна група на гласачи, имале два пати рок за да ги ажурираат да го ажурираат своето гласачко право, меѓутоа тоа не го сториле и врз основа, како што велат на закон, тие приговори се одбиени. Како што кажавме, Анита, 60,42% рекордна излезеност во споредба со изборните циклуси во 2014 и 2011 година. Во споредба со 2014 година до 17 часот излезноста е поголема за речиси 7%. Во продолжение, доколку е подготвена, можеме да ја видиме изјавата од првиот човек на Државната изборна комисија Александар Чичаковски по однос на излезноста поделно по изборни единици.
одзивот на ниво на Република Македонија е 60,38% до 17 часот. По изборни единици. Изборна единица 1 66,38%. Изборна единица 2 59,89%. Изборна единица 3 64,90%. Изборна единица 4 67,15%. Изборна единица 5 58,46%. И изборна единица 6 46,82%. Повторувам, одзивот на ниво на Република Македонија до 17 часот е 60,38%. Од прелиминарно обработените податоци за гласањето во диаспората, од запишани 20.571 избирач, гласале 8.208 или 39,90%. Доколку ме слушаш, ги слушнавме официјалните бројки, официјалните информации од Државната изборна комисија. Тоа е она што го имаме сега до 17 часот. Дали може би имаш информација за кога ја закажаа наредната пресконференција? Анита, неофицијално негде околу 21 часот се очекува Државната изборна комисија да закаже следна пресконференција на која што ќе го има и конечниот резултат од излезноста до 19 часот. Меѓутоа до тогаш очекуваат и да имаат обработено барем 10% од сите гласови од гласањето, па во 21 часот неофицијално, како што кажав, се најава таа пресконференција за да се видат тие првични резултати, па потоа како ќе оди обработувањето на гласовите, така и ќе се закажуваат пресконференциите. Значи најрано она што се очекува во 21 часот пресконференција на Државната изборна комисија. Ти благодарам за ова вклучување, Михајло. Очекувам да побераш вклучување во истиот момент кога нешто ќе се случува во Државната изборна комисија. Нимаме постојано отворена програма, одиме без сценарио, одиме секогаш кога ќе имаме нова информација во живо. Според бројките кои што беа споменати од колегата Михајло, ова е најголема излезност процентуално на ниво на цела Република Македонија 60,38%. Рекоа дека е најголема излезност во однос на минатите избори. Еве само да направам паралела во изборна единица 1 и во 2011 и во 2014 година излезноста била 57% на едните, 54% на другите избори, а сега е 66,38% до 17 часот. Како сето ова изгледа, за да може да видите во убав приказ прикажано од 3D тимот на телевизија Нова, колешката Љупка Камчева е веќе на својата позиција и ќе го презентира како тоа изгледа во бројки. Повели Љупка. Така е, Нита, телевизија Нова изработи графички приказ на излезност според Државната изборна комисија до 17 часот излезноста е 60,38% или до 17 часот гласале 1.057.834 гласачи или според изборна единица. Во изборна единица 1 вкупно во процентуалност е 66,4%, во изборна единица 2 59,9%, во изборната единица 3 64,9%, во изборната единица 4 67,1%, во изборната единица 5 58,4% и во изборната единица 6 46,8%. Од овие податоци може да се види дека неголема излезност има во изборната единица 4, а по општини во аеродром, например, во изборната единица 1, на гласање излегле 71,6% и во Карпош 72,8%. Во изборната единица 2, ако може да видиме приказ, во изборната единица 2 во Ѓорче Петров најголема излезност има со 68,4% и во Газибаба со 66,2%. Во Чаир излезноста е 60,3% до 17 часот. Во изборната единица 3
Во Штип излезноста до 17 часот е 65,5%, во Крива Паланка 70,3%, Свети Николе 70,2%. Одиме со следната изборна единица, изборната единица 4. Од овие податоци може да се види дека во Прилеп до 17 часот излезноста е 71,7%, а во Струмица 66,2%. Според овие податоци може да се види дека најголема излезност има во Демир Капија, односно дека во 17 часот гласале 74,9%. Одиме со изборната единица 5. Во Охрид до 17 часот гласале 62,1%, во Демир Хисар гласале 71,1%. Во шестата изборна единица, во Тетово до 17 часот гласале 53,4%, во Дебар 46,7% и во Гостивар 45,1%. Така, ова беше графичкиот приказ и благодарам Љупка за оваа презентација. Ние остануваме до самиот крај, драги гледачи, имаме комплетен графички приказ и за резултатите, во очекување сме на резултатите, а јас сега дојдов овдека дугоца за да можеме да ви прикажеме од прилика како ќе изгледа графичкиот приказ кој што го подготви 3D тимот на телевизија Нова во секој момент. Кога ќе имаме нови информации, ќе се вклучуваме во живо и ќе прикажуваме буквално во 3D графика како ќе растат гласовите на двете најголеми политички партии. Имам информации секако и за останатите политички партии, но овие се во фокусот, затоа што од овие две партии ќе произлезе најверојатно идниот премиер Никола Груевски или Зоран Заев. Да, Анита, излезноста е важна работа, но најважно е како ќе се распределат гласовите. Токму така. Анита, останува да почекаме да видиме до некои следни информации. Во положение да ја погледнеме прелиминарната оценка на ОПСЕ, тие најавуваат дека утре ќе имаат пресконференција на која ќе соопштат како поминале денешните избори, откако ќе ги сублимираат сите забелешки од денешниот ден. Тие имаа околу 350 наблюдувачи распределени низ целата држава. Сепак, според нивните првични информации, немало никакви проблеми на денешното гласање. Мирен изборен ден без проблеми. Представниците на наблюдувачите од ОПСЕ не забележале проблеми во изборниот процес. Шефот на наблюдувачите од ОПСЕ, Аза Јулиев, изјави дека овие избори се неопходни на Македонија за да излезе од политичката криза која трае 2 години. We will be absorbing entire process of election. Ние цел ден ќе го наблюдуваме изборниот процес и откако ќе ги добиеме резултатите и жалби за тековниот процес, ќе дадеме прелиминарна изјава и официјална изјава утре во 14:30 часот. Секако очекуваме мирни избори, мирен изборен ден, затоа што на Македонија на вистина и требаат овие избори за да се надмине политичката криза која што трае веќе 2 години. Специјалниот координатор одговорен за предводење на краткорочната мисија на ОПСЕ за наблюдување на парламентарните избори во Македонија, Роберто Батили, изјави дека досега нема недостатоци на избирачките места и немаат информација за било какви проблеми. I am the special coordinator. I lead the short-term observer mission. Јас сум специјален координатор и ја предводам краткорочната мисија. Назначен сум од председателот на мисијата, министерот за надворешни работи на Германија, за да ја завршам оваа задача. Ќе имаме пресконференција во понеделник, утре во 14 часот и 30 минути и ќе дадеме изјава за прелиминарните резултати и заклучоци за изборниот ден. Не можам да дадам изјава за она што досега го забележавме. Утре ќе ве информираме. Она што можам да го изјавам сега е дека досега немаме никакви прекини на процесот на избирачките места. Information about any shortcoming in the polling stations. Прелиминарната оценка за текот на изборите ќе биде дадена во понеделник, откако ќе се сублимираат забелешките и резултатите од целодневното наблюдување на изборниот процес. Над 650 странски наблюдувачи се дел од изборниот процес, од кои 250 краткорочни наблюдувачи се од ОПСЕ.
Да, останува да ја почекаме утрешната пресконференција на ОПСЕ за да видиме прелиминарната оценка. Е многу важна со оглед на тоа што сите пораки од целата меѓународна заедница беше дека овие избори треба да поминат без никакви дамки, во фер и демократска атмосфера, да бидат признати од сите, да бидат кредибилни. Тој термин го користеше меѓународната заедница во пресрета на овие избори. А во продолжение да ги погледнеме изјавите на државно-политичкиот врв, тие ги дадоа веднаш откако го остварија своето право и го дадоа својот глас во своите избирачки места, но поради изборниот мок се разбира до сега не бевме во можност да ги емитуваме. Да ги погледнеме пораките на политичарите. Очекувам исто како и граѓаните на Република Македонија, овој ден да помине во мирна, демократска и фер атмосфера. Очекуваме вечер да им честитаме на победниците и очекуваме од поразените да го признаат легитимитетот на избраните. Очекуваме во најскоро време да се конституира новиот состав на собранието, да се избере влада и владата да ги исполнува сите ветувања што ги даде во овој предизборен период. Очекуваме конечно да излеземе од политичката криза и да се посветиме на нашите стратешки цели, односно да вратиме евроатлантската агенда на највисоко место и приоритет во нашата држава. И затоа свести сме за сите настани што ни се случија во изминатите години. Тоа треба да биде поука за сите што се во политиката, но и свести сме за сите предизвици кои постојат во нашиот регион и пошироко, и затоа ни се неопходни институции со полн капацитет кои ќе се справуваат со сите предизвици. Со оглед на тоа што предизборната кампања помина во одлична атмосфера, без никакви нарушувања на она што се вика кодекс на однесување во предизборието, очекувам и денешниот ден, денот на гласањето да помине во убава атмосфера, бидејќи за Република Македонија ова е празник. Очекувам дека по пребројувањето на гласовите политичките субјекти ќе ги прифатат резултатите, бидејќи тоа е волјата на граѓаните и од тоа нема бегање. И на еден начин со ова отвараме нова страница во нашата историја со влегување во една помирни води, со формирање на политичка влада, оставање кризата зад нас и концентрирање на реализација на изборната програма. Онаа партија која што ќе ја добие довербата од народот. Македонија денеска гласа на 9 парламентарни избори. Јас секогаш кажувам дека граѓаните на Република Македонија секогаш знаат да изберат својата одлука и да ја донесат најисправно, така и новија парламентарни избори. Јас можам да кажам дека сум задоволен во текот на изборната кампања и на самиот ден, денешен за време на изборите, и се надам така ќе види до крајот на изборниот ден. Посакувам, најискрено посакувам, и тоа е добро за Република Македонија, по завршувањето на изборите, по пребројањето на гласовите, поразениот да излези да му честита на победникот, а победникот да работи понатаму за доброто на Република Македонија, да престане вештачко наметнатата политичка криза и да продолжиме ние да работиме за доброто и економски просперитет и на граѓаните и на Република Македонија. Тоа е должност наша како политичари да го направиме. Ги видовме изјавите на државниот врв, на председателот на државата, председателот на собранието и премиерот за спроведување на изборите. Ги имаме и изјавите на лидерите, но ќе ги погледнеме нешто подоцна. Во овие моменти започнува првата пресконференција на владачката ВМРО ДПМН. Се вклучуваме во живо. Може? Дали можеме, дали сте наместени? Добро. Најпрви добро вечер на сите и добре дојдовте во новиот штаб на ВМРО ДПМН. Почитувани, денес Македонија докажа дека е демократска држава. ВМРО ДПМН им честита на граѓаните и го поздравува нивниот избор. Денес македонските граѓани мирно и достоинствено, масовно излегоа да гласаат, покажувајќи дека сакаат да се стави крај на двегодишната криза во која што Социјалдемократскиот сојуз ја втурна земјава. Тоа што е најважно за иднината на Република Македонија е дека изборите поминаа во мирна, фер и демократска атмосфера без никакви сериозни инциденти. Граѓаните добија можност и го искористија своето право
демократски и без притисоци да ја искажат својата волја и да ја заокружат опцијата што тие мислат дека е најдобра за нив и за нивните најблиски. Граѓаните слободно и демократски гласаа за понудата која тие сметаа дека им обезбедува попросперитетна иднина. Ви благодарам. Повелете доколку имате некакви прашања за првата воведна пресконференција на ВМРО ДПМН и редовно ќе ве информираме кога ќе излегуваме со следните пресконференции. Се уште е рано да ја коментираме големата излезност. Веруваме дека таа се должи на огромната мотивираност на граѓаните и на тоа што изминативе 20 на денови во кампањата која што ја спроведуваат двете партии, граѓаните има добра можност да се запознаат со понудата и на ВМРО ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз и на останатите учесници во изборите и слободно по своја волја да одлучат што е најдобро за нив и што е најдобро за нивните најблиски. Па како што ќе стигнуваат резултатите, ќе се обработуваат во нашиот аналитички центар и редовно ќе ве известуваме и ќе ве информираме за сите бројки со кои што располагаме. Други прашања? Дали сте оптимистичен за исходот на... Апсолутно. Ви благодарам. Тоа беше првата пресконференција и на владеачката ВМРО ДПМН, отприлика на иста линија како и првата пресконференција на СДСМ, која видовме уште на почетокот на ово отворено студио. И двете партии се заблагодаруваат до граѓаните што ги послушаа апелите и излегува масовно нови избори да гласаат. Подсетувам, според Државната изборна комисија, само до 17 часот излезноста надминува 60%, што е навистина изненадувачки многу. Ако продолжи ваквиот тренд, а со сигурност ќе продолжи со оглед на традицијата на нашите гласачи да гласаат во последните неколку часа пред затворањето на кутиите, сигурно просечната излезност ќе надмине 70%, а ако се изземе шестата изборна единица во која традиционално таа е најслаба, тогаш сигурно во некој од изборните единици таа ќе достигне и 80%, што е рамно на некаков референдум. Во студиото на телевизија Нова вечерва очекуваме и многу аналитичари и експерти со кои ќе ги разговараме сите овие работи. Билјана Трендафилова е во другиот дел од студиото. Билјана, слушнавме дел од првичните пресконференции на ВМРО ДПМН и СДСМ. Навистина изненадувачки е ова голема излезност на овие избори. Со нетрпение чекам да ги слушнам првичните оценки на аналитичарите на што се должи. Така е, Гоце, ги очекуваме аналитичарите, универзитетските професори и многумина експерти кои треба секој момент да пристигнат во студиото на телевизија Нова и со нив одовде одблиску да ги анализираме и високиот одзив, но и очекувањата од овие предвремени парламентарни избори. Почитувани, нашето отворено студио е веќе 12 часа, ќе траеме се до прогласување на победникот. И не сме само во ова студио. Телевизија Нова има своје мобилно студио, свој новинарски тим кој што се наоѓа во изборната единица 4 со караванот, односно со мобилниот автобус Иле Петревски. Го очекуваме со најновите информации да ни се јави во живо во ова отворено студио. Иле, доколку се слушаме, ти помина неколку градови, но сепак сега си во Струмица. Кои се првичните информации од таму? Да, Билјана, телевизија Нова со своето мобилно студио помина неколку градови, неколку општини од изборната единица 4. Од Прилеп се упативме во Кавадарци, каде што имавме можност да поразговараме со дел од претседателите на избирачките места. Поразговаравме и со дел од граѓаните, сите сакаат веќе конечно да се стави крај на политичката криза, да се добие иден парламентарен состав и државата нормално да може да функционира. Во моментов излеговме од мобилното студио и сме во центарот на Струмица, која што се наоѓа во изборната единица 4. Според информациите на Државната изборна комисија, во изборната
односно во овој дел на Македонија изборна единица 4 е втора по излезност на гласачите. 67,1% од граѓаните го искористиле своето демократско право. Прва е изборната единица 5 за нешто повеќе од 1%, односно 68% од гласачите во изборната единица 5 го искористиле своето демократско право. Имено само да кажам дека во овај каде што се наоѓам во Струмица или во изборната единица 4 има 19 општини и овие градови и општини се наоѓаат во југот и во југоисточниот дел на земјава. По разговорот што го имав тука со неколку жители на Струмица и тие очекуваат фери демократски избори, да помине денот во фери демократска атмосфера. Со она што можев да го забележам или според нивните изјави дека гласањето поминало со мирни, имало мирни избори, немало инциденти. И се Штото оценка за тоа како е минал изборниот ден, Манчевски се воздржи и рече дека ќе почека Социјалдемократскиот сојуз за да види како ќе се одвиваат настаните, ќе ги почекаат и резултатите, но сепак рече дека за нив радува фактот што има голема излезност, бидејќи според Социјалдемократскиот сојуз тоа покажува дека голем број на неопределени, голем процент на неопределени гласачи решиле да го искористат нивното право на глас. Точно е тоа што ти го напомена во едно од последните негови интервјуи, во едно од неговите изјави, лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека доколку социјалдемократите загубат, односно доколку ВМРО ДПМН извојува победа на овие парламентарни избори, тој ќе поднесе оставка на сите општествени функции кои ги врши и дека ќе се посвети на семејството. Заев нешто по 19 часот пристигна овдека на Бихачка во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Во неформален разговор спомена дека првичните резултати ги очекува околу 21:30. Овдека можев да забележам и неколкумина кандидати за пратеници од опозицијската коалиција предводена од СДСМ, портпаролот и носител во 6-та изборна единица Петре Шилегов. Телевизија Нова останува на Бихачка во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Ќе известуваме за сите нови информации, пресконференции, зависно од текот на настаните. Ќе известуваме за сите нови информации како ќе излегуваат социјалдемократите со пресконференција од резултатите кои што ќе ги добиваат во нивните изборни штабови. Билјана, доколку имаш дополнително прашање, повели. Градимир, за сега ти благодарам на овие првични информации. Секако ти заедно со снимателот останувате во седиштето на СДСМ и те очекуваме со сите нови информации со најава за нивните пресконференции. Во ВМРО ДПМН е нашата новинарка Бојана Димитриевска. Бојана, поздрав и до тебе. Ги слушнавме нашите колеги и Елена и Градимир зборуваа од седиштето на ДУИ и од седиштето на СДСМ. Што се случува во владеачката партија? Го слушнавме и нивниот првичен прес, најавуваат нови информации, резултати како ќе пристигнуваат до штабот, така тие ќе ги споделат со јавноста. Тоа што е познато е најавата на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски дека очекува 63 пратеници за стабилна и силна влада. Добро вечер, Билјана од штабот на ВМРО ДПМН. Вечерва овде се чекаат резултатите од овие предвремени парламентарни избори, односно од денешното гласање. Директорот на Центарот за комуникации во Котевски излезе со првична оценка за денешниот ден и рече дека денот поминал во фер и демократска атмосфера без сериозни инциденти. Македонија, рече Котевски, докажа дека е демократска држава. Тој на овие избори е оптимист во однос на исходот од овие предвремени парламентарни избори. През конференцијата на директорот на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН има можност да ја погледнат и нашите гледачи во живо. Секако најави дека сите резултати кои ќе доаѓаат овде во штабот на ВМРО ДПМН секогаш и навремено ќе ги споделуваат со јавноста. Ги очекуваме и првите брифинзи, секако што имам некакви неофицијални резултати или првични резултати од овде од штабот
директорот на ВМРО ДПМН, веднаш ќе побарам вклучување како што ќе ги добиваме информациите, така и ќе бараме вклучување во текот на вечерта. Некаде за околу 2 часа ги очекуваме првичните резултати. Исто така овде во штабот на ВМРО ДПМН можев да забележам дека се пристигнати голем дел од кандидатите за пратеници и носители на листи во изборните единици. Директорот на Центарот за комуникации Иво Котевски, уште еднаш ќе напоменам, најави дека постојано ќе излегува со информации, така како што ќе пристигаат овде во штабот и ќе информираме секако и ние јавноста веднаш што ги добиеме информациите од тука од ВМРО ДПМН. Потсетувам уште еднаш дека тој е оптимист во однос на исходот од денешните избори, а оценката за денешниот ден, односно за гласањето, е дека изборите поминале во фер и демократска атмосфера без сериозни инциденти. За сега толку за ова јавување од штабот на ВМРО ДПМН. Секако ќе бараме вклучување во текот на вечерта, како што ќе ги добиваме информациите и така како што ќе добиваме најави за пресконференции. Студио? Бојана, те очекуваме со нови информации и секако најави за пресконференција од седиштето на владеачката партија, да не побараш вклучување и да се јавиш со нови детали. Ја слушнавме Бојана Димитриевска, ги видовме и Градимир Марковски и Елена Ивановска-Мукоска. Гоце, според последната најава на пресконференцијата на Котевски, тој очекува, рече дека денот поминал во фер и мирна атмосфера и очекува сепак да победи демократијата и гласот на народот. Ние денеска имавме многу новинарски екипи ширум Македонија, тие има можност да поразговараат и со граѓаните што тие очекуваат од овие избори, но и од идните пратеници. Такви се оценките и на ОПСЕ, првичните, и на Државната изборна комисија, дека овие избори поминаа без некои посериозни нерегуларности и самиот одзив покажува дека се било во ред, дека немало некои посериозни проблеми, не би требало никој да прави проблеми околу резултатите, останува да ги почекаме. Очигледно и ВМРО ДПМН и СДСМ гледаат во големата излезност, голема надеж за гласовите додат на нивно конто и да остварат победи. Останува да видиме како ќе се заврши ова вечер. Она што е важно е сите да ги признаат резултатите и Македонија конечно да излезе од ова политичка криза во која се наоѓаме веќе 2 години и која сериозно се одразува на сите сфери. Ти барем знаеш најдобро преку економијата. Така е, трпат граѓаните, трпи бизнисот, некои од тие сегменти колку штета досега кризата и нанесе на економијата ќе ги отвориме и вечерва со дел од гостите економисти кои ќе бидат во студиото на телевизија Нова. Биби, ти зблагодарам за сега, се разбира ги чекаме твоите гости и првичните анализи. Така. А сега да го погледнеме прилогот на колешката Данче Азманова, која ги има очекувањата на граѓаните кои се движат токму во таа насока оваа криза конечно да заврши. Граѓаните уште од 7 часот утрово, мирно и достоинствено, почнаа да излегуваат на гласачките места за да го остварат своето право на глас на овие 9 поред парламентарни избори. Очекуваат целиот процес да помине во фер и демократска атмосфера, а политичарите што ќе ја добијат довербата од граѓаните, веќе од утре да работат за подобар живот на сите. Очекувам да помине се мирно и како што треба, и да победи војата на народот. И се надевам дека ќе се почитува после тоа. Да има мир, да има просперитет државата и да нема вакви како до сега кризи. Па да биде добро и мирно. Тето е, кој е подобар нека победи. Редовно гласamo да биде само фер и убаво да биде. Кој ќе победи, нека победи. Сакаме да биде чисто, гласањето, да нема проблеми, да нема спекулации, да е све чисто, тоа е најважното. Народот да биде напред. Да нема инциденти, да поминат мирно и искрено изборите. Гласавме по собствено убедување и сега ќе се одиме дома. Гласачките материјали беа навреме и целосно доставени на сите избирачки места ширум земјава. Од избирачките органи уверуваат дека се поминало во најдобар ред. А поточно во 6 часот утринава избирачкиот одбор на ова гласачко место 2158 беше на лице место, ја провери просторијата каде што се чуваа материјалите, се беше во ред, се подготвивме и точно во 7 часот започна изборниот процес на избирачко место. Со сите избирачки одбори и кажано ни е дека е се отворено. Према тоа се е во ред. Беа присутни повеќе наблюдувачи од ОПСЕ, од други странски организации за време на отворањето. Интересираа во главно тие процедури. Се отворила од 7, немаше никакви проблеми.
По затворањето на гласачките места во 19 часот, се очекува пребројувањето на гласовите да трае неколку часа и веќе вечерва да се знаат прелиминарните резултати од овие избори. Така беше на избирачките места во Скопје, такви беа очекувањата на граѓаните тука, а телевизија Нова во текот на целиот ден, уште од рано изутринат од отворањето на избирачките места во 7 часот ве информираше од цела Македонија за тоа како тече гласањето. Сега ќе направиме еден краток преглед од сите наши центри низ државата за да видиме каква е таму атмосферата и како помина гласањето. Во првиот блок го вклучуваме Боби Јанковски од Тетово, Марија Чулаковска од Битола и колешката од Куманово Александра Максимовска. Почнуваме, Боби, со тебе. Ти се јавуваш од Тетово. Карактеристично е за 6-та изборна единица што и овој пат има најмал одзив, барем според податоците до 17 часот, веројатно така ќе биде и до 19 часот, но сепак е поголема во однос на тоа што беше во претходните избори. Така го се 46,82% и е до 15 часот излезноста со оглед на тоа дека веќе 50 минути е завршено гласањето и се бројат гласовите. Се очекува барем оваа бројка да ја надмине 50-ката. Вкупно регистрирани во 6-та изборна единица има 314.096 гласачи, а своето право на глас може да го направа во 510 избирачки места. Значи, ова се податоците до 15 часот. Во Тетово имавме 117 избирачки места, а својата граѓанска обврска може да ја оствара 79.259 избирачи, но излезноста е во Тетово е најголема во 6-та изборна единица, 53,41. Во ТРЦ има право на глас 20.730 на 30 избирачки места. Процентот е 47,7%. Брвеница вкупен број на избирачи 14.594. Своето право може да го извршат на 18 избирачки места. Гласале нешто повеќе од половина, односно 50,2%. Боговиње имаше 38 избирачки места со можност за гласање на 26.019, а во оваа општина излегле 44,3. Желино на 35 избирачки места има можност да гласаат 20.730, излезноста е 37,5%, во Јагуновце 9.600. Боби, доколку ме слушаш, ги имаме ние податоците од Државната изборна комисија, заклучно со 17 часот. Она што е важно е да ни ја пренесеш атмосферата, дали имаше некои посериозни проблеми некаде во 6-та изборна единица или се помина во најдобар ред? Гоце, очекувавме дека се ќе биде мирно, иако од раните утрински часови и вчера доцна во ноќта имаше дека можни се немири и разноразни случувања после она изјава од Американската амбасада, но само еден минимален инцидент имавме во гостиварското село Здуње, инаку се помина мирно, во најдемократска атмосфера, немавме ниту еден инцидент што во некои претходни избори не беше својствено за 6-та изборна единица, така да се покажи на овие избори дека граѓаните во 6-ката знаат како треба да се понашаат на изборите. Доколку имате некое прашање во врска со изборите, повели го се. Боби, ти благодарам за ова твое вклучување. Тетово е важен центар, таму се и седиштата на ДУИ и на ДПА. Очекувам вашата екипа да се пресели во седиштето на ДПА, да ги проследиме таму през конференциите. Се надевам дека позитивната атмосфера за која ти ни ја пренесуваш, за која ти говориш, ќе остане таква и за време на бројањето на гласовите и па да видиме кој ќе слави во Тетово вечерва. Ти благодарам за ова твое вклучување. Сега се селиме во Битола, таму е колешката Марија Чулаковска. Марија, за разлика од Тетово и инцидентите за кои говореше Боби од некои претходни циклуси, Битола нема таква историја, таму барем откако има избори во Македонија се поминува во фер и демократска атмосфера, претпоставувам така беше и денеска. Токму така и денеска, не само во Битола, туку и во општините во регионот. Мирна, фер и демократска атмосфера од самиот почеток на отворањето на гласачките места па се до нивното затварање во 19 часот. Ние во текот на целиот ден контактиравме во повеќе наврати со председателите на сите општински комисии од Битола, од Крушево, од Ресен, од Демир Хисар,
од Кичево, Прилеп, Новац и Могила, кои секако се во 4-та изборна единица, но сепак се од овој регион. Сите во повеќе наврати, како што споменав, не информираа дека гласањето тече во најдобар ред и дека не се забележани некои неправилности или пак поголеми инциденти. Сепак беа споменати неколку незначителни случаи на дополнителна проверка со УВ ламба или пак неправилности од типот на фотографирање на гласачко ливче, кои во најкраток можен рок беа секако средени без никакви посериозни проблеми. Јас нема да се задржам на бројките на излезност кои беа презентирани на Државната изборна комисија, бидејќи веќе ги презентиравте, а и гледачите постојано можат да ги видат од плочките кои се на екранот на телевизија Нова, но сепак морам да забележам дека во споредба со излезноста и пресекот на Државната изборна комисија во однос на парламентарните избори во 2014 година, во сите овие општини има поголема излезност до 17 часот, што значи очекуваме дека оваа година ќе имаме и во заклучно со 19 часот поголема излезност од сите овие општини. Уште еднаш да напоменам, денеска и во Битола и во општините од регионот раздвижено, но сепак мирно и се помина во фер и демократски услови. За сега нема никакви пријавени посериозни инциденти. Дали имате дополнителни прашања? Немам, ти благодарам за ова твое вклучување. Се разбира, во текот на вечерта ве очекуваме повторно со некои информации и барем атмосфера да видиме како е во градот и да видиме кој ќе слави во Битола. Битола е многу значаен град за држава. Ти благодарам многу. Сега се селиме во Куманово, таму е колешката Александра Максимовска. Александра, Куманово е исто така важен центар, особено што во ова предизборие имаше и многу тензии таму, имаше и информации за наводен подкуп со дрва. Како помина денеска изборниот ден, дали беше се во ред? Да, изборниот ден помина непречено. Она што го дознаваме од председателите на општинските изборни комисии, дека денот помина во мирна атмосфера. Сите гласачки места се затворени, вкупно во Куманово 167 избирачки места беа навремено затворени. Имаше едно избирачко место кое беше отворено 15 на минути подоцна, меѓутоа и тоа се затвори навреме. Инаку во Куманово излезноста е 57%, 57,43 или вкупно 51.079, во Липково нешто пониска излезност 46,31 или 11.165, во Старо Нагоричане 56,92 или 1728 гласачи. Вкупно на подрачје на втората изборна единица гласале 182.469, излезноста во двојката е 59,76%. Во третата изборна единица, бидејќи дел од гласачите од Куманово гласаат и во третата изборна единица, е 181.891 или 64,89%. И она што се однесува до останатите градови од североисточниот регион, во Крива Паланка 70,39% до 17 часот, Ранковци излезноста е 70,14 и Кратово околу 8.282 гласачи гласале, односно 68,74%. Александра, ти благодарам за ова твое вклучување и за сите информации. Добро е што и оттаму добиваме позитивни сигнали дека се било во ред и дека нема простор за никакви забелешки околу целиот изборен процес. Ние продолжуваме понатаму со обиколка на државата, се селиме во Штип. Таму е колешката Каролина Михајловска. Каролина, како беше во Штип? На истокот имавме мирен изборен ден, според информациите добиени од терен од председателите на општинските изборни комисии, гласањето се одвиваше без поголеми проблеми. Поради дефект во електричната инсталација во гласачкото место 832 во Кучани, гласањето беше во прекин од час и половина, истото ќе продолжи до 20 часот и 30 минути. Кога сме кај Кучани, до 17 часот од запишаните 32.976 гласачи во 63 изборни места свој
своето право го оствариле 20.723 гласачи или 62,92%. Виница од запишаните 17.082 гласачи во 33 избирачки места до 17 часот гласале нешто повеќе од половината, поточно 55,59% или 9.489 гласачи. Во Берово бележи излезеност од 69,37% или 7.708 гласачи од вкупно 11.117 граѓани со право на глас во 16 избирачки места. Делчево 14.876 граѓани со право на глас распоредени во 36 избирачки места до 17 часот гласале 9.220 граѓани или 62,02%. И Македонска Каменица бележи излезеност од 64,61% или 4.329 гласачи од своите 6.701 запишани на избирачкиот список. На 9 избирачки места во Пехчево излезеноста до 17 часот е 70,02% или 3.003 гласачи од целокупните 4.292 со право на глас. Пробиштип може да се пофали со излезеност од 9.145 гласачи или 70,97%. Во Пробиштип имено има 12.896 граѓани се со право на глас распоредени во 46 избирачки места. Дојдовме и до Штип каде излезеноста до 17 часот е 65,55% или 27.285 гласачи во 80 избирачки места, а со право на глас се 41.689 граѓани. Имено до СВР Штип и до Народниот правобранител досега не се доставени пријави или жалби за одредени нерегуларности. Излезеноста во овој изборен циклус се поголема за 5% во 17 часот за изборна единица 3. До 2014 година до 17 часот на гласање излегле 60%, а во 2016 до 17 часот излезеноста е 64,9% или 181.891 граѓанин од вкупно запишаните 280.727 граѓани со право на глас. Имено општините од Истокот се дел од изборна единица 3, која е најголема по површина изборна единица, но меѓу најмалите по број на гласачи, а се гласаше денес во 24 општини. Каролина, ти благодарам за овој твој детален извештај. Се разбира и таму трендот е иста како и ни целата држава. Масовна излезност на граѓаните ги послуша апелите да се излезе и да се гласа референдумски нови избори. Останува да почекаме уште еден час, барем според првичните најави, веќе за еден час треба да ги имаме и првите резултати од околу 10% од преброените гласови, доволно за да видиме какви ќе бидат трендовите во текот на вечерта. Ти благодарам и тебе за ова вклучување и за сите информации од Истокот. Се селиме во Велес, во Централна Македонија, и таа е дел од третата изборна комисија. Валентина Михајлова ни се јавува од Велес. Валентина, како помина гласањето таму? Така, добро вечер студио, добро вечер од Велес. Само на самиот почеток да потенцираме во Велес исто така изборниот процес помина во демократски, фер и мирна атмосфера. Оно што е интересно за гледачите регион, а поврзани со излезноста и се разбира секаде денот помина во фер и демократска атмосфера. Гласачките места на сите гласачки места беа отворени точно во 7 часот, а според информациите од општинските изборни комисии, како во Велес, така и во другите општини, се затворени во 19 часот. До 19 часот во Велес излезноста е 62%, односно 28.928 лица го искористиле своето право на глас. Купниот број на гласачи во единствениот избирачки список во Велес е 46.389 гласачи, а се гласачи на 84 избирачки места. Во Кавадарци од запишаните 32.431 гласачи се гласаше на 60 избирачки места, до 17 часот излезноста е 70,9%, односно гласале 23.022 гласачи. Во Неготино пак излезноста до 17 часот е 73,41%. Во оваа општина во Вардарскиот регион излезноста е и најголема. Во Свети Николе пак излезноста е 71%, односно 10.791 гласот од запишаните.
14.804 во избирачкиот список за гласање на 35 избирачки места. Во општина Чашка излезноста е најмала, тоа е 50,8%, додека во општина Ложово излезноста е 70%. Ова се податоци од председателите на општинските изборни комисии. Тие велат дека изборниот ден поминал во фер и мирна и демократска атмосфера. Тоа беше пресекот од Велес и општините од Вардарскиот регион. Валентина, ти благодарам за ова твое вклучување. Имавме мали проблеми технички околу твоето јавување, но сепак разбравме дека и во Велес се поминало во најдобар ред и излезноста била голема. Ти благодарам и тебе. Почитувани, останете со нас. Го следите отвореното студио посветено на изборите. А во очекување на првичните резултати, кои, како што реков, да подсетам уште еднаш, ги очекуваме за околу 1 час. Во продолжение да го погледнеме прилогот на колегите од Дескот на телевизија Нова, а се однесува на пишувањата на медиумите во регионот, кои изразија исклучителен интерес за тоа што се случува во земјава и за денешните избори. Практично има и над 100 дописници од целиот регион, од сите телевизии и позначени весници денеска го следат гласањето во Македонија, а и објавуваат текстови во нивните медиуми. Еве што пишуваат. Предвремените парламентарни избори во Македонија ги следат 75 акредитирани странски новинари, а предизвикуваат особено внимание во балканските земји, каде што новинските агенции ги опишуваат како клучни за решавање на политичката криза. Тањук, една од агенциите кои има испратено своја екипа во Скопје, пишува дека изборниот процес тече мирно, со мали неправилности кои нема да влијаат на резултатот. Преземени се сите мерки за да се спречи обид за гласање на повеќе избирачки места, а една од новините избирачкиот список во кој освен личните податоци се наоѓа и фотографија на секој гласач, пишува Тајнук. Од агенцијата анализираа дека трката се води меѓу двете главни коалиции, но владеачката ВМРО ДПМН и опозицијската СДСМ. Но во албанскиот блок е првпат да не е борба помеѓу ДУ и ДПА, кои добиле сериозна конкуренција со движењето БЕС и Алијансата за албанците. Српската национална телевизија јавува дека во парламентарни избори се резултат на договорот што ги потпишаа представниците на големите политички партии во Пржино, со посредство на Европската унија, дека треба да ја извлечат земјата од двегодишната политичка криза. Хрватската државна телевизија пак известува дека анкетите му даваат значителна предност на ВМРО, но тие во Македонија традиционално не се сигурни, а големиот број на неопределени, третина од гласачите, дополнително го отежнува прецизното предвидување на противникот. Бугарската национална телевизија БНТ пак вели дека од исходот на изборите со кои треба да и се стави крај на политичката криза зависи дали земјата ќе продолжи со реформите со цел членство на Европската унија и НАТО. Под насловот Сценарија за наредниот ден во Скопје, грчките медии анализира дека анкетите и даваат јасно водство на коалицијата на популистичкиот премиер Никола Груевски, кому ова му е четврта трка за функцијата. Според грчкиот дневник, тој е сигурен победник на изборите, иако можеби ослабнат. Ал Джазира Балкан пишува дека граѓаните на Македонија кои излегле на гласање се надеваат на напредок и на мир и го опишува гласачкиот процес во Македонија. Тоа беше дел од пишувањата на медиумите во нашиот регион. Останува да видиме дали нивните предвидувања ќе се остварат. Сега се селиме во живо во Министерството за внатрешни работи. Таму се одржува пресконференција околу денешниот изборен ден. Главното е дека помина се мирно и во фер и демократска атмосфера, но за тие малку нерегуларности предлагам да се вклучиме во живо. Кривична пријава за кривично дело уништување на изборни исправи, согласно член 164 од Кривичниот закон на Република Македонија. На подрачјето од полициската станица од општа надлежност Гази Баба на избирачко место 2520 во основно училиште Наум Наумовски, Борче, лице го искинало сосвеното гласачко ливче на повише ситни парчиња, настанот е превземе од страна на инспекторите при СВР Скопје за целосно рачистување и во консултација со општинскиот јавен обвинител е изготвена кривична пријава по итна постапка против лицето ТА за сторено кривично дело по член 164 од Кривичниот закон на Македонија. Обезбедени материјални докази, односно во тек е постапката за поднесување на поднесоци. Да. Значи, пресекот што е направен во 19:00 со
и со самото да речам законско право за затварање на гласачките места само на одредени гласачки места каде што од оправдани X причини, како што сега пред малку ја кажав, поради недостаток на електрична енергија, со цел пошто законски може да се пролонгира гласањето. Овој изборен процес од страна на Министерството на внатрешни работи со целокупниот ангажиран човечки ресурси кои што се поставени на сите гласачки места во Републикава е безбедна, со мали инциденти, кои што да речеме за разлика и не представуваше да речеме сериозни ангажирања и во конкретни мерки за преземање на конкретни мерки активности за разрешување на да речам тие мали регистрирани настани од страна на полициски службеници на терен. Тоа беше дел од пресконференцијата во МВР, од тоа што успеавме да слушнеме дека се поднесени некакви критични пријави. Нашиот колега Емил Десподов е таму ја следи пресконференцијата. Таа трае обично долго, затоа сега се исклучуваме од таму, го очекуваме неговото вклучување веднаш штом заврши пресконференцијата со сублимат за сите информации кои беа соопштени, а се важни за јавноста. Реков, денеска, барем според првичните оценки од Државната изборна комисија и од ДОПСЕ, изборниот ден помина во фер и демократска атмосфера. Изборите се кредибилни, токму онакви какви што и требаа на Македонија за да излезе од политичката криза и какви што очекуваше целиот свет. Сепак, доколку има некакви забелешки околу процедурата, околу начинот на гласање, секогаш ги има, се разбира и секаде во светов, каква е процедурата во таков случај по пребројувањето на гласовите од прилогот на колешката Елена Ивановска. Откако ќе се затворат гласачките места, изборниот материјал, избирачките ливчиња, записниците патуваат до општинските изборни комисии. Треба да стасаат во рок од 5 часа. Општинската изборна комисија таа што ги брои гласовите, ги сумира резултатите и составува записници, кои ги предава до Државната изборна комисија. Првичните резултати кои ДИК ги добила по електронски пат ги објавува постепено, а резултатите добиени од записниците на општинските комисии треба да ги објави во рок од 12 часа по завршувањето на изборите. Сите учесници во изборната трка, односно сите подносители на кандидатски листи, може да поднесат приговор до ДИК во рок од 48 часа од објавувањето на првичните резултати. ДИК пак треба да одлучи по приговорите во рок од 48 часа. Незадоволните од ваквата одлука во рок од 24 часа од приемот имаат право на жалба до управниот суд, кој пак треба да се произнесе во рок од 48 часа. Граѓаните чии избирачко право било повредено може да поднесат приговор до ДИК во рок од 24 часа, а ДИК треба итно да одлучи во рок од 4 часа. И во овој случај незадоволните може да се жалат пред управниот суд и да чекаат одлука во рок од 48 часа. За поништување на гласањето на некој од избирачките места, потребно е ДИК по службена должност или по разгледување на нечив приговор да донесе решение за поништување. За жалба против ваквото решение одлучува управниот суд. Новото повторно гласање во избирачкото место треба да се изврши 14 дена по првото. Така, тоа е процедурата, додека да стигнеме до официјалните резултати, но се разбира, оно што е важно, се првичните резултати, барем за нас и за пошироката јавност, се разбира за дел од гласачките места, че има жалби или тужби, на некои места можеби че има и прегласувања, се разбира доколку Државната изборна комисија процени дека тие може да влијаат на конечната распределба на мандатите. Резултатите од излезноста што ги гледате на нашите екрани се од Државната изборна комисија кои беа соопштени на пресконференцијата во 18 часот, а се однесуваат на излезноста до 17 часот. Пред малку пресконференција одржа и граѓанската асоциација Мост, тие објавија податоци за излезноста до 18 часот, односно 1 час подоцна од тоа што го има Државната изборна комисија. Трендот на висока излезност продолжува и според податоците на Мост. Еве ќе споменам некои во изборната единица 1, според Мост излезноста до 18 часот била 71,44%, во изборната единица 2 процентот е 64, во изборната единица 3 тоа е 70, во четворката 72,95, во петката е 72,28 и во шестата изборна единица надминал 50%. Подсетувам, ова се резултати за излезноста од граѓанската асоциација Мост, а се однесуваат до 18 часот. Следната пресконференција Државната изборна комисија најави некаде за 1 час, некаде околу 21 часот, тогаш се очекуваат и првичните резултати од 10% од преброените гласови.
Пресконференција наскоро треба да одржи и Демократската партија на албанците во Тетово. Очекуваме вклучување на нашата репортерка Елизабета Тушева додека започне пресконференцијата. Да се потсетиме на првичните оценки што под 19 часот ги дадоа ВМРО ДПМН и СДСМ и ДУИ. Почитувани, денес Македонија докажа дека е демократска држава. ВМРО ДПМН им честита на граѓаните и го поздравува нивниот избор. Денес македонските граѓани мирно и достоинствено, масовно излегоа да гласаат, покажувајќи дека сакаат да се стави крај на двегодишната криза во која што Социјалдемократскиот сојуз ја втурна земјава. Тоа што е најважно за иднината на Република Македонија е дека изборите поминаа во мирна, фер и демократска атмосфера без никакви сериозни инциденти. Граѓаните добија можност и го искористија своето право демократски и без притисоци да ја искажат својата волја и да ја заокружат опцијата што тие мислат дека е најдобра за нив и за нивните најблиски. Граѓаните слободно и демократски гласаа за понудата која тие сметаа дека им обезбедува попросперитетна иднина. Сакале да искористиме оваа прилика да им изразиме голема благодарност на граѓаните на Македонија за големата излезност и за огромниот број на граѓани кои што излегоа да гласаат. Граѓаните на Македонија покажаа дека ја сакаат Македонија, дека сакаат промени во државата и дека сакаат живот во Македонија. Констатираме дека во изборите беа слободни, фер, демократски, со минимални нерегуларности кои што од ДУИ и беа пријавени, меѓутоа кои што сметаме дека не влијаат на конечниот резултат на изборите. Овој начин на гласање ДУИ го смета како прва нејзина победа, бидејќи секогаш кога ние сме на некој начин организатори на изборите преку учество во владините институции, покажуваме како се организираат избори, овозможуваме граѓаните на достоинствен начин и слободно да ја изразат својата волја. Останува сепак најважната фаза од изборите, а тоа е пребројувањето на гласовите. Апелираме и до сите наши активисти, до сите наши наблюдувачи во изборниот процес, меѓутоа и до сите граѓани да останат така достоинствени и во оваа важна фаза од изборите и во моментот кога ќе имаме резултати, тие ќе бидат објавени. Очекуваме иначе длабока победа на ДУИ на денешните избори. Да, тоа беше оценката на Бујар Османи од ДУИ, а сега се селиме во штабот на ДПА во Тетово, таму е колешката Елизабета Тушева. Елизабета, слушнавме дека во ДУИ очекуваат голема победа, практично тие влегоа како фаворити во оваа изборна трка, но барем сите анализи и сите анкети кои беа правени пред изборите покажуваа дека рейтингот на ДУИ е во значително опаѓање во однос на тоа што го има до 2014 година. Ова се препишува пред се на новоформираните албански партии, но се очекува голем дел од залакот да земе и Демократската партија на албанците, која е на некој начин фикс во таа голема четворка. Во Демократската партија на албанците засега немаат коментар, се уште се очекува некој кој што ќе излезе со првичните информации, меѓутоа симпатизерите на ДПА веќе се прибираат во седиштето кое што се наоѓа во центарот на Тетово. Инаку за нерегуларности во гласањето во зајас и осломе изборуваше лидерот на партијата Мендух Тачи при денешното гласање во Тетово. Тој потенцира дека наблюдувачите на ДПА забележале лица кои што во неколку наврати се враќале повторно да гласаат на овие избирачки места. Генерално, во 6-та изборна единица, изборниот ден помина мирно во фер и демократска атмосфера. Сепак, 6-та изборна единица сепак останува со најмалку излезени гласачи. Некаде на половина на изборниот ден во Тетово на гласање излегува во 13 часот 26% според информацијата на Државната изборна комисија, а во 17 часот излезноста беше 53%. Ние остануваме во седиштето на Демократската партија на албанците, очекувајќи ги првичните резултати.
Да, Елизабета, очекуваме твое ново вклучување во оној момент кога ќе има некоја нова информација од Демократската партија на албанците. Ти остануваш во нивното седиште, доколку има пресконференција, ќе се вклучиме во живо. Очекуваме само да ни алармираш и да ни сигнализираш. А сега треба да се преселиме во Државната изборна комисија. Таму е колегата Михајло Видимлиски. Михајло, нема некои нови информации, останува да почекаме до 21 часот. Ти најави дека за тогаш се очекува да биде направен следниот пресек. Очекуваме податоци пред се за излезноста до 19 часот и се разбира првични резултати барем од 10% од избирачките места, колку да видиме каков ќе биде трендот. Она што е за одбележување за овој изборен циклус е дефинитивно големата излезност. Така е, Гоце, големата излезност го одбележува овој изборен ден, споредбено со претходните изборни циклуси во однос на 2014 и 2011 на изборите. Излезноста е многу поголема. 60,4% беше последниот пресек на Државната изборна комисија за излезноста до 17 часот. Сепак останува да се пресмета излезеноста и за оние 2 часа што преостана од гласањето. За околу 21 часот Државната изборна комисија неофицијално најави пресконференција на која што ќе треба конечно да се знае излезноста до 19 часот до затварањето на гласачките места и се надеваат на обработени 10% од гласовите. Споредбено, значи, ако ги имаме оние 60,4% излезност до 17 часот, тоа е за 7% повеќе во однос на изборите од 2014 година. Најголема излезност до 17 часот во четвртата изборна единица 67,1%. Најмала е во шестата изборна единица 46,8%. Инаку од Државната изборна комисија на последната пресконференција што ја одржа информира исто така дека до нив пристигнале 335 приговори кои што се однесуваат на лица кои што ги немало запишано во избирачкиот список, меѓутоа Државната изборна комисија тие што ги имаше обработено приговори ги одбила бидејќи се работело за лица кои што биле од онаа спорна група на гласачи, но за нив како што соопштија од комисијата, поточно како што кажа првиот човек на комисијата Чичаковски, имале можност веќе 2 пати да го ажурираат своето гласачко право, па токму затоа ги немало во изводот од избирачкиот список. Околу 21 часот, како што кажав, Гоце, се очекува новата пресконференција на Државната изборна комисија за конечната излезност до 19 часот до затварањето на гласачките места и како што кажа, очекуваат барем да имаат обработено 10% од гласовите за да се има некои првични резултати. Михајло, дали Државната изборна комисија останува на оценката дека процесот поминал генерално во фер и демократска атмосфера? На една од поранешните пресконференции кои што одржа Државната изборна комисија кажаа дека не се забележани некои поголеми нерегуларности, освен оние што ги споменавме. Првично негде околу 100 приговори, после тоа тој број се искачи на 335 приговори. Јас упатив прашање до првиот човек на комисијата Александар Чичаковски, сепак тој не сакаше да дава конкретна оценка за изборниот процес. Вели дека откако ќе заврши конечно целото гласање до 19 часот на следната пресконференција ќе ја дадат и оценката околу тоа како поминал изборниот ден, меѓутоа се очекува сепак само ако остане на оние приговори кои што има пристигнато до Државната изборна комисија да се забележи, да се нотира дека без некои поголеми нерегуларности поминал изборниот ден. Како што кажав, сепак Чичаковски не сакаше првично да го коментира изборниот ден, очекуваше да заврши гласањето, па потоа да се даде оценка за тоа како поминал денот на гласањето. Добро, Михајло, очекуваме следната пресконференција на Државната изборна комисија. Веднаш штом започне, те вклучуваме во живо и тебе и се разбира ќе пренесуваме пресконференцијата. Ги очекуваме последните резултати. Кога сме кај информациите за излезноста, споменав дека Граѓанската асоциација МОСТ излезе со информација дека таа до 18 часот веќе надминала 71%, а сега има информација дека Граѓанската асоциација МОСТ според првичните оценки смета дека процесот бил регуларен, фер и демократски, само со некои ситни неправилности. Тоа е оценката на МОСТ, ја очекуваме оценката на Државната изборна комисија, што ја најави колегата Михајло Видимлиски, и се разбира оценката на ОПСЕ, која е најавена за утре околу 14 часот.
Почитувани го следите отвореното студио на телевизија Нова. Наскоро ги очекуваме и нашите аналитичари за вечерва, со кои ќе ги коментираме и високата излезност и се разбира првичните резултати што ги очекуваме наскоро. За околу 40 на минути, 50 минути треба веќе да имаме некои од резултатите. А до тогаш да ги погледнеме, да се подсетиме уште еднаш на изјавите што ги дадоа лидерите на партиите по денешното гласење и се разбира изјавите на нашиот државен врв предводен од претседателот Ѓорѓе Иванов. Очекувам исто како и граѓаните на Република Македонија овој ден да помине во мирна, демократска и фер атмосфера. Очекуваме вечер да им честитаме на победниците и очекуваме од поразените да го признаат легитимитетот на избраните. Очекуваме во најскоро време да се конституира новиот состав на собранието, да се избере влада и владата да ги исполнува сите ветувања што ги даде во овој предизборен период. Очекуваме конечно да излеземе од политичката криза и да се посветиме на нашите стратешки цели, односно да вратиме евроатлантската агенда на највисоко место и приоритет во нашата држава. И затоа свести сме за сите настани што ни се случија во изминатите години. Тоа треба да биде поука за сите што се во политиката, но и свести сме за сите предизвици кои постојат во нашиот регион и пошироко, и затоа ни се неопходни институции со полн капацитет кои ќе се справуваат со сите предизвици. Со оглед на тоа што предизборната кампања помина во одлична атмосфера, без никакви нарушувања на она што се вика кодекс на однесување во предизборието. Очекувам и денешниот ден, денот на гласањето да помине во убава атмосфера, бидејќи за Република Македонија ова е празник. Очекувам дека по пребројувањето на гласовите политичките субјекти ќе ги прифатат резултатите, бидејќи тоа е волјата на граѓаните и од тоа нема бегање. И на еден начин со ова отвараме нова страница во нашата историја со влегување во една помирни води, со формирање на политичка влада, оставање кризата зад нас и концентрирање на реализација на изборната програма. Онаа партија која што ќе ја добие довербата од народот. Македонија денеска гласа на 9 парламентарни избори. Јас секогаш кажувам дека граѓаните на Република Македонија секогаш знаат да изберат својата одлука и да ја донесат најисправно, така и новија парламентарни избори. Јас можам да кажам дека сум задоволен во текот на изборната кампања и на самиот ден, денешен за време на изборите, и се надам така ќе види до крајот на изборниот ден. Посакувам, најискрено посакувам, и тоа е добро за Република Македонија, по завршувањето на изборите, по пребројањето на гласовите, поразениот да излези да му честита на победникот, а победникот да работи понатаму за доброто на Република Македонија, да престане вештачко наметнатата политичка криза и да продолжиме ние да работиме за доброто и економски просперитет и на граѓаните и на Република Македонија. Тоа е должност наша како политичари да го направиме. Денеска е денот кога сите граѓани ја имаат повторно мокта во своите раце да одредат кој во наредниот период ќе управува со државата и во кој правец ќе се движи државата, какви политики ќе се водат. Така што верувам дека најголем дел од граѓаните ќе го искористат тоа свое право, ќе излезат, ќе го дадат својот глас на овие мирни, фер и демократски избори. Среќен сум и задоволен што еве досега до 14 часот, според сите информации, нема никакви посериозни проблеми. Гласањето се одвива нормално, мирно, фер, демократски. Така што тоа ме радува, тоа е многу добро за државата, за сите нас што живееме во оваа држава, за иднината на оваа држава. Се надам дека така ќе завршат изборите денеска. Значи, уште еднаш сакам да кажам дека особено после се она што се случуваше во минатите години, во овие 2,5 години, ова е денот кога граѓаните треба да го кажат своето мислење, да излезат масовно, да гласаат, да го остварат своето избирачко право и да го дадат своето мислење за тоа како и во кој правец во наредните години треба да се движи Македонија. Ова денеска е историски ден за граѓаните на Македонија и за Република Македонија. Ова денеска е ден во кој што ќе се бира за животот, ќе се бира за иднината на нашата земја. Ова денеска е ден каде што ќе се бира за напредна, слободна, единствена Македонија. Прв чекор кон тоа е слободно изразената волја на граѓаните.
се надевам дека токму тоа денеска и ќе се случи. Тоа бе изјавите на државно-политичкиот врв дадени по денешното гласање, откако си го остварија своето право. Се разбира сите одеа на иста линија дека денешниот ден треба да биде празник на демократијата и Македонија конечно да заврши оваа политичка криза. Сега се селиме пред Министерството за внатрешни работи, таму е колегата Емил Десподов. Емил, добро вечер. Ја проследи ти пресконференцијата на МВР, која се одржа пред малку. Ние се вклучивме неколку минути, но сепак не успеавме да ја добиеме целата слика. Дали има одредени пријави, одредени неправилности кои ги забележале полицајците? Добро вечер, Гоце. Туку што заврши пресконференцијата на Министерството за внатрешни работи за изборниот процес кој што денеска се одржа во Македонија. Според Министерството за внатрешни работи, МВР даде оценка за изборниот ден како мирен, тивок и спроведен во демократска атмосфера, со многу помали инциденти и прекршоци за време на изборниот процес, но и за време на изборниот молк, но ништо посериозно како убиства, кршење на гласачки кутии и слично. Од она што можевме да го слушнеме од пресконференцијата, има досега поднесено неколку кривични пријави за луѓе кои што се обиделе да го фотографираат гласачкото ливче или се обиделе да го скинат гласачкото ливче веднаш по гласањето или пред гласањето. За тие луѓе се поднесени кривични пријави, задржани се и неколку луѓе во полициска станица за оштетување на туги предмети, односно за шкртање со графити по туги автомобили. Исто така имало и некои мали прекини во снабдувањето со електричната енергија кај некои од избирачките места, пошто гласањето запрело за 10 на 15 минути, меѓутоа повторно била вклучена струјата и повторно гласањето се одвивало непрекинато. Исто така имало и обиди за подкупување на гласачи со кои што луѓе со патнички моторни возила се движеле низ крстосниците и изборните места и нуделе пари за подкупа на гласачите. Во Шуторизари исто така има и пријава за делење на огревно дрво на граѓани од ромска националност со кои се обиделе со огревно дрво да ги подкупат и да ги наведат за која политичка партија да гласаат. Меѓутоа, како што кажав од Министерството за внатрешни работи, оценката е дека генерално изборниот ден помина во мир, фер и демократска атмосфера. Во продолжение и дел од пресконференцијата на Јордан Ламановски, помошник министер за односи со јавност при МВР. Пресекот што е направен во 19:00 и со самото, да речеме, законско право за затварање на гласачките места, само на одредени гласачки места каде што од оправдани X причини, како што сега пред малку ја кажав, поради недостаток на електрична енергија, со цел, пошто законски може да се пролонгира гласањето. Овој изборен процес од страна на Министерството за внатрешни работи со целокупниот ангажиран човечки ресурси кои што се поставени на сите гласачки места во Републикава е безбедна, со мали инциденти, кои што да речеме, за разлика и не представуваше, да речеме, сериозни ангажирања и во конкретни мерки за преземање на конкретни мерки активности за разрешување на, да речем, тие мали регистрирани настани од страна на полициски службеници на терен. Гозе, ова е оценката од Министерството за внатрешни работи за време на изборниот ден денеска, дека се одвивал мирно, безбедно во фер и демократска атмосфера со помали изолирани инциденти во неколку општини низ Републиката, како што се и кревање на партиски знамиња пред изборните места, телефонско анкетирање и агитирање на гласачите, како и неколку обиди за подкупување на гласачите. Тоа е со исклучок на оние посериозни инциденти кои што можевме кои што се случија за време на изборниот молк, како што беше и физичка пресметка со огнено оружје во ресторанта во Македонски Брод, во кој беа одговорни 4 познати насилници од Кичево, кои што се приведени во полициската станица, обавен е информативен разговор со нив и моментално се работи на расчистување на сите случаи поврзани со прекршоците за време на изборниот ден и за време на изборниот молк. Гоце? Емил, ти благодарам за овој твој сублимат од пресконференцијата на МВР. Она што е најзначајно е дека денешниот ден помина во генерално фер и демократска атмосфера без некои посериозни инциденти и некои вакви ситни неправилности секогаш имало и секогаш ќе има. Ти благодарам уште еднаш за ова твое вклучување. Во студиото со мене е колегата Фитим Кроизиу од албанската редакција од нашата телевизија.
Фитим, интересна битка не очекува и во албанскиот кампус од партии. До сега пресконференција одржаа само ДУИ, најавуваат голема победа. Погоца, што се члемрут edhe jo, do thot në këtë maraton të informimit. Како што вие најавивте, не слушам. ТВ Нова во редакцијата на албански јазик се обидува да ги даде информациите од избирачките места, има навистина бујна трка кај албанскиот електорат кој едногласно се изјаснија дека овие избори се демократски и фер и нема забележено ниту еден инцидент. И до вечерашните часови секако дека ќе имаме резултати и ќе имаме тесни резултати. Пред да се вклучиме во нашите линии, нашите кореспонденти на терен, да видим, ја замолувам режијата да видиме изјавите на другите политички партиски лидери кај албанскиот блок. Do apeluja të gjithë subjektet që të vazhdojnë të inkurajojnë forcat politike, siç organizuam një fushat të qetë, siç organizuam punët për organizimin e këtyre zgjedhjeve, ashtu edhe dita e sotshme të jetë një ditë e marrë, të jetë një ditë e qetë, që në mbrëmje të përfundoj gjithçka mirë, sipas të gjitha standardeve, të gjitha forcat politike që janë në garë, të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve dhe këto zgjedhje kanë të bëjnë shumë edhe me përmirësimin e imazhit të shtetit, po kanë të bëjnë edhe me shumë procese të rëndësishme që presin zgjidhje në të ardhmen. Por mbi të gjitha uroj që të kemi një proces të mirë edhe të pranueshëm. Zotëri tash kanë dalë 1.5% votoj. Vëzhguesit tonë mbajnë me shumë forcë kontrolle. Kemi problemet jashtëzakonshme deri tash me qinda vëzhguesit tonë kanë kthyr prapë që mund të votojnë për 2 herë, 5 herë. Bëj apel Komisionit Shtetëror Zgjedhor, organeve të policisë shtetit që të ndërmarrin hapa që kjo situatë më të eskalojë. Më pata mundësinë sot që të shpreh sot është, besoj, dita kur votuesit vendosin ndërmjet vjetrës dhe tres. Unë vendosa për tren. Kam fatin që t'jem si pjesa më e madhe e popullit, si 99.9% të votuesve, sepse unë sot këtu votova si gjithë qytetarët tjerë. Në ndryshim nga kryetarët e tjerë të partive, unë s'kam votuar për vetëm, por kam votuar për një lartë. Faleminderit. Shpresoj që t'jetë qetë. Bëj apel që qytetarët ta shprehin vullnetin e tyre të qetë, pa pasur nevojë që të kenë frikë, pa presion. Në fundit, ato që janë fuqishëm sot dhe që duhet të jenë çdo herë, janë votuesit dhe nuk janë partitë politike. Dhe as shteti dhe sistemi, sepse sot po ndërtohet. Faleminderit. Sot është një ditë e rëndësishme për shqiptarët e Maqedonisë. Sot ata kanë nëjësi që të përzgjedhin e përzgjedhurit e tyre. Vërtet që alati më i mirë i politikanëve të këqij janë mos votuesit e mirë, prandaj sot uroj që këta votues të mirë të dalin në mënyrë masovike të votojnë, sepse ata duhet ta dinë që edhe po të mos dalin të votojnë, do të ketë fitues në këto zgjedhje dhe dikush tjetër do të vendos për fatin e tyre. Prandaj më së miri është që çdo kush të dalë të votojë, të shfrytëzojë të drejtën e tij demokratike, sepse sot po kur duhet të shporim nga skena politike këta rrugash politike, këtë rrugashëri politike dhe një herë për gjithmonë Maqedonia të rikthehet rrugtimit të saj euro-atlantik.
А што просич кишим... Така како што имавме можност да ги слушнеме четворицата лидери, едногласно кажале дека очекувале демократски и фер избори и без никаков инцидент. Што се однесува на одзивот на гласачите, рече се во сите избирачки места, одзивот бил голем, освен во 6-та изборна единица, која што има застој со 46,82%. Сега да се осврнеме кај водителот. Прилика тоа беше што ги информиравме нашите гледачи на албанската редакција. Разбира дека и нашата публика која го говори албанскиот јазик со нетрпение ги очекува информациите што доаѓаат пред се од Тетово, но имаме ние наши екипи таму штом започнат пресконференциите и во ДУИ и во ДПА и се разбира штом добиеме информации од другите штабови, веднаш ќе ги информираме гледачите и што зборуваат македонски и што зборуваат албански. Фитим, ти благодарам за овој дел од отвореното студио.